Марко, дали мислиш дека луѓето денеска патуваат за вистински да се одморат или за да имаат што да фотографираат и да влезат у надпреварот за најдобри фотографии од, не знам, најфантастичните места на светот? Мислам дека делиме слични ставови околу ова прашање, бидејќи благословени сме што јас и ти како пријатели долги години можеме да ги обсервираме овие работи и од она и од оваа перспектива. Вака, мислам дека социјалните платформи како медиумски субститути направија експанзија за да можеме некако некој пат да влеземе во чевлите на другите, да дури преку тие видео фотографии да почувствуваме каков е сензибилитетот на одредена култура, традиција, знаменитост, еден колектив, како функционира по емоција, по карактер, бидејќи сите имаат некаков своја ДНК, исто како и всушност и Македонија. Нема да излажам дека некој пат мислам дека е некаков тренд кој што ве притиснува потем на момент дека сакате, како што споминавме зад камери, да не знам, ги поставиме рацете, да нели, кривата кула да ја држиме. Да ја држиме или не знам, ајфелова кула како ја држиме со двата прсти така натаму. Мислам дека се наметна притисокот, меѓутоа ќе се сложиме дека контент креаторите, видео креаторите, јутуберите и така натаму пак поставија едни други убави стандарди да преку една друга емоција и човечност да разбудат љубопитност. И со една великодушност можеби да ни донесат некои нови светови кои што некој пат за жал не можеме туку веднаш да ги посетиме, па на една автентична атмосфера и нивна, да речам, приказна, знаа да ни ја донесат приказната без да бидат притиснати од стадото. Она што сите ние некој со тоа го менуваат, ја менуваат целата туристичка индустрија? Мислам дека да. Едно време беше многу модерно да се критикува Скопје. Нели како изгледало кич, како е како Луна парк, како е Рингишпил, не знам што. И практично се гледаше еден тренд на инфлуенсерите кои што доаѓаа од други држави во Скопје да го зборат истото и да се во еден сегмент. Значи да го прават она што е тренд, односно леле колку е ова Луна парк, или од друга страна да се стварно одушевени доколку налетаат на локалци кои што ќе им покажат на вистина сегменти од државата. Веројатно и ние го правиме тоа во другите држави. И мислам дека тука лежи таа автентичност. Некој како ќе гледа, да речам, тие работи како кич, а некој ги гледа како некоја модерна футуристичка култура која што ја донесе можеби Скопје 2014. Дали мислиш дека Македонија има она инстаграмабл потенцијал, значи да биде присутна и да биде застапена на Инстаграм и на другите социјални мрежи со една убава приказна за себе, со еден убав наратив, да речеме, ама да не е тоа нели она што ние секојдневно го гледаме, нели кучиња на улица, ѓубре и така натаму, значи и дали е фер да ја исчистиме реалната слика и да го прикажеме само тоа што сакаме другите да го видат за нас. И тоа како? Мислам дека јас и тие и сите овие зад камери наши луѓе тука ќе се сложат. Тоа е суровата реалност, дека ги имаме тие доблести и мани како е секоја заедница култура, го има и Скопје. Меѓутоа, ќе се сетиме само како, да речеме, Португалија стана една мамка за полета на туризмот. Јас ако добро ме држи сеќавање, пред 10 години од прилика почна Португалија да не се наметнува како новата Шпанија. Туку си гради своја приказна. Лисабон, Порто, јас пред 15 години па и не ми беа, да речам, нели во мапата на листа на посетување. Денеска едва чекам да ги посетам. Исланд, ако се сеќаваш преку онаа прекрасна кампања, автентична приказна. И суровата реалност. Не е климата секому, дека ќе му биде најпогодна и угодна, и може да ве однесе некој брат. Ама затоа ја чувствуваш оваа експанзија која што се случува во моментот. Не знам како беше нивната кампања Inspired by Iceland или инспирирајќи се од Исланд, и тука ја прикажа. Сингапур, да речеме, како една модерна, чиста, неверојатна, технолошки напредна. Мене секој пат ме фасцинира и Шпанија. Шпанија не ги промовира само планините. Шпанија секој пат планира да биде една од првите можеби европски дестинации која што промовира мирен живот. Оној cool, како беше, мал ескепизам. Cool vacation. Да не одиш таму во точките кај што се сите други туристи. Имаме обсерваторија, аквадуктот кој што не знам кога ќе одекне приказната низ светот. Кога ќе го средиме? Кога ќе го средиме. Да. Имено имаше една ситуација која што си реков пред години првпат кога го посетив Амстердам, практично во тие средношколски бруцошки денови, што ме фасцинираше. Нема да именуваме, меѓутоа една компанија, апропо, која што произведува пиво, направи приказна
според пивото experience или Да. искуството. И Да. одите вие во музеј како се произведува, јачменот го пробувате и практично. Ти прави tailor-made наратив кој што знае дека има луѓе кои што сакаат пиво, кои што се фанатици за тоа и им ја сервира Приказната. Кога би склопил приказна за Македонија да му ја продадеш на некој странец, што би кажал во 15 секунди на пример? Леле, предизвик ми даваш сега. Ти давам предизвик да ти искористам за гратис слоган. Леле. Да смислиме. Леле. Едно од најдлабоките пештери, Врело, Матка кањонот, Аквадуктот, Кокино, Козјак, Шара, Охрид. Мислам да не го запоставиме, мислам Охрид е секако нели сам по себе. Стариот шмек на нашиот All Bazaar, односно Да, старата чаршија. старата чаршија, има ли поубава да речам артерија во Скопје? Скопското кале. Се надевам како што вело дека во пресрет на 2028 како нели европска престола на културата, Скопското кале ќе никне. Мене најубава приказна ми е последново дека старата пошта потем таа бруталистичка на располагање како млад хаб за младите. Така што се надевам дека ќе има прилика да се реинкарнираат и да се оживеат како феникс стари Знаеш, сега културни. што ми текна да како зборевме ова, ми текна за слоган. Ајде. Никогаш нема да не заборавиш. Па пубаво тоа, амин. Па види, па сега Може да инспирираме некој значи сега. може да биде подобро, се надевам дека ќе биде подобро. Секако. Секако. Ама што и дај, никогаш нема да не заборавиш. Никогаш нема да забориш. Значи еве гратис. Го Гратис добивте. слоган. Ви го продадовме Македонија. гратис, пробонот, особено дели. Функционира во сите Во правци. сите правци. Се надем дека им бевме добро друштво, барем во овие неколку минути. Да. Некој пат да бидеме Сега, инспирација. јас и ти одиме на едно подобро место, а тоа е директ по песочна плажа Плажа. во море. Да. Знаеш колку ми беше драго, тогаш вака да го заокружиме ова наше Да, интервју. супер е.